Во 2018-та Катерина и Александар Кузмановски, освен во брачниот, поврзани и во играорниот статус како долгогодишни членови на танец, во општина Петровец го формираат културно-уметничкото друштво Ѕуница. Неколку години подоцна, друштвото се преименува во Етно Дзуница, за да се нагласат неговите настојувања поврзани со негувањето на традиционалната музика и игра. Им се обраќаат пред се на основците, кои сакаат да научат многу повеќе за македонскиот фолклор. Името го ставивме затоа што сакавме да се обнови еден македонски постар збор, Дзуница. Значењето на Дзуница е виножито, уште еден стар македонски збор, Божилак. И исто така додадовме етно, затоа што сакаме да го презентираме нормално она што ни е народно, што е наша традиција, а зборот Дзуница означува и дел од македонска носија во овче поле, шарениот појас кој што се поставува на половината на женската носија, се нарекува Дзуница. Сега, треба да го оправдаме местото на кое што сме сега. Ние сме пред Домот на културата во општина Петровец, во изградба, но што ќе значи за вашето културно-уметничко друштво овој Дом на културата еден ден? До сега ние работевме во нашето општинско училиште Кочо Рацин. Имаат убави простории за работа, меѓутоа би било убаво кога ќе се биде готов домот, нашата активност да биде и тука. Предпоставуваме дека ќе биде така, бидејќи тоа веќе е договорено. Ке работиме секако можеби и во училиштето и овие простори, а исто така ке можеме да ја презентираме нашата традиција, нашата култура во малку поубави услови, како што доликува за една општина која што е во развој. Што од вашиот професионализам го пренесувате во ова културно-уметничко друштво? Кои се оние кореографии на кои што посебно обрнувате внимание? Се обидуваме сето она што сме го стекнале во нашиот живот како искуство да го пренесеме на новите генерации. Се пренесува и она изворна традиционална игра и песна, така стартуваме на почетокот со новите малце да добијат љубов кон нашата традиција, а потоа и малку посложени игри, работиме со децата, водерки, тресеница, драчевка, некои ора од традицијата, значи ги ставаме во сценски адаптации различни, така да постепено да стекнат новите генерации запознавање и љубов кон нашата македонска традиција. Всушност кажавте дека почнувате со песна, продолжувате со оро и колку успевате да придобиете нови членови кои што понатаму ќе ја пренесат оваа ваша мисија? Секоја година се запишуваат нови деца, нови генерации, секогаш имаме по некои 15 на нови членови кои што се активираат и секако дека ќе продолжат оваа наша мисија да расти културниот живот и традицијата во оваа населба, затоа што дел од децата кои што еве сега кај ни завршуваат осмолетка, некои веќе се запишеа на насоката за традиционална музика и тамо веќе се дообучуваат, учат за нашата македонска традиција, па се надевам дека дел од нив кога го завршат своето образование, ќе се активираат да ја продолжат оваа работа во населбата. Скопската блатија на која што припаѓа општина Петровец има богата фолклорна традиција. Слушнав дека обработувате фолклорни мотиви токму од Скопје. Колку е скопската блатија за вас предизвик? Скопска блатија, навистина, и другите делови од Македонија исто така имаат многу богата традиција, меѓутоа скопска блатија исто така е податлива со доволно материјали кои што може да се пренесат на децата, па ни представува навистина база за работа. Еве имаме повеќе игри, раштак, драчевка, сред село, Ѓурѓев ден, сето тоа се игри кои што потекнуваат баш од како основа за правење на тие игри е баш скопска блатија ората од овој предел.
Културно-уметничкото друштво Етно Дзуница, гордоста на општина Петровец, подготвува специјална програма за скорешното отворање на Домот на културата.